Пекарите тврдат дека замрзнатата цена на лебот сите заедно ќе ги чини над 4,5 милиони евра загуба. Ова според нив е неприфатливо и тие веќе подготвуваат тужба за владата со која ќе бараат штетите да им ги покрие таа. Одлуките кои владата ги донесе прават огромни штети и загуби на индустријата на месечно ниво, кој е во износ од над 1,5 милиони евра. Поради наметнатите загуби, пекарската индустрија е принудена да се прилагоди и истите да ги намали со одредени видови на леб, но и да намали во бројот на вработени, нели како би обстанала во иднина. По овој основ, пекарската индустрија здружено ќе започне правна постапка со цел наплата на штетата, односно загубата која владата ја нанесе на индустријата со нејзините донесени одлуки. Штетата до 31 мај, до кога е навестено дека ќе трае одлуката на замрзнување на цените на лебот и на белиот и полубелиот леб, ќе изнесува на индустријата над 4,5 милиони евра. Во меѓувреме, леб од типот бел и полубел од утре во маркетите ќе има. Од утре да се започне со производство на и испорака на одредени видови на леб, зависно според можностите на секоја пекара. За да може да се излезе пред се во пресрет на потрошувачите, но и да се обстане во периодов на погрешни одлуки кои ги нанесува владата со несогледливи последици за македонската прехранбена индустрија. Од асоциацијата се категорични дека одлуката за замрзнување на цената на лебот е популистичка и е на штета на една огромна и стратешка индустрија како што е мелничко-пекарската. Од друга страна, владата со уредба ги обврза сите производители на леб да произведуваат и дистрибуираат најмалку 80% од лебот кој го произведувале во декември. За непочитување на одлуката следуваат казни до 8.000 евра.